Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Секој ден со СДС и ДУИ на власт губи Македонија, губи Скопје, губи народот дел од своето. Поради неодговорноста на Димитар Ковачевски и Бисера Костадиновска-Стојчевска кон универзална сала, денес таа беше опфатена со огромен пожар. Символот на постземјотресно Скопје 7 години е оставен на забот на времето, претворен во градежна руина. Подолг период наназад прашуваме кога е распишана набавката за реконструкција на универзална сала. Зошто на сајтот на Бирото за јавни набавки таква набавка од страна на Министерството нема? Прашуваме кој е избран за изведувач и на кој начин? Кој е надзор и исто така како е избран надзорот? Но одговори не добиваме. Но затоа, веќе вчера дознавме дека градежните фирми во Македонија реагираат на условите кои Министерството за култура ги бара од изведувачот, а салата сепак се гради. Па од тука прашуваме како Ковачевски и Бисера Костадиновска градат, а изведувач нема. Почитувани граѓани, штетата која СДС ја направи со универзална сала е непроценлива. Ковачевски и Стојчевска по промената на власта ќе одговараат за нивниот однос кон символот на Скопје. Во универзална сала подолг период власта веќе превзема градежни активности. И затоа тие мора да одговорат какви материјали вградиле во изминатиот период и кој бил изведувач. Дали се вградени огноотпорни материјали или како по примерот на Тетовската модуларна болница е вградувано што им се видело поевтино. Затоа што универзална сала 50 години стои како символ на Скопје и во моментот кога оваа криминална власт ја доведува до руина и вградува материјали со цел реновирање на истата, таа гори. Ковачевски и Стојчевска мора да одговорат на сите овие прашања, но и дали универзална сала има осигурување. Очекуваме одговори, но треба да знаат дека ќе има и одговорност. А СДС да им се извинат на скопјани, затоа што не само што не успеа да сочуваат постојната форма на универзална сала, туку и со нивниот однос кон неа дозволија таа да изгори. Ова мора да се промени. Односот кон нашето заедничко мора да биде со поголема одговорност. Граѓаните имаат шанса за промени, а тие промени се поддршка на изборите. За Македонија повторно во рацете на граѓаните. Ви благодарам.